Димитар Тасевски и вели користев whey протеин, но матичниот лекар ми рече да го прекинам затоа што ми се појави замастен црн дроб. Што мислиш ти за оваа ситуација? Димитар, искрено никаде не најдов. Прво бев речиси убеден дека не е тоа случајот со твојот замастен црн дроб, затоа што кај мене воопшто не правеше логика дека млечен протеин или било каков протеин ќе придонесе кон замастување на црниот дроб, кога се работи за нормално користење и во потребите на твоето тело. И науката и она што јас се обидов да го побарам никаде не ги поврзува тие две ситуации, но она што најдов поврзување за кое што веќе и претходно има познавање и искуство од работа со луѓе и од она што јас сум го научил е дека доколку човек има нездрави животни навики и доколку се случи да ти донесеш одлука дека ќе се храниш малку поквалитетно, почнуваат процеси во телото метаболички во кои што може како резултат да се јави замастен црн дроб. Што тоа значи? Кога ти ќе се префрлиш на поквалитетен и поздрав начин на исхрана, почнува процесот на празнење на масните клетки или во превод почнува слабење, односно топење на масти. Во тоа празнење на масните клетки се ослободуваат и многу соединенија за кои што црниот дроб треба да потроши време и ресурси за да ги обработи, и при таа обработка можеби црниот дроб ќе нема доволно капацитет за да навремено ги сервисира тие празнење на масните клетки. И тоа може да покаже привремено и моментално замастување на црниот дроб. Тоа е возможно да се појави во првите 3 месеци од твојот процес за менување на животните навики, но воопшто не треба да те плаши или да те алармира за да прекинеш некаков ако е во случајов whey протеин. Можеби не сте се разбрале најдобро со матичниот лекар, не сакам да кажам дека не е во право, но за мене е многу пострашно доколку имаш замастен црн дроб предизвикан од лошите навики, веќе тоа е сериозен аларм дека треба нешто да менуваш, отколку замастен црн дроб поради тоа што од нездрави си поминал во здрави навики. Тоа е сосема нормална појава, не е ништо што можеби ретко ќе се сретне кај многу луѓе кои што менуваат навики, и затоа јас би те препорачал да не се плашиш. Ти гарантирам дека најверојатно после првите 3 месеци веќе тоа нема да ти се случува и не се плаши од користење на протеински шејкови, затоа што барем протеинот нема да ти придонесе да на било кој начин си го загрозиш своето здравје. Се додека е нормално во нормални граници, се додека можеби немаш стварно посериозен хроничен проблем, да речеме со бубреси.